Како што гледате и самите сведоци сме на почнувањето на, тоест отварањето на новиот средношколски фронт, тоест од почнувањето на кампувањето во паркот на новинари спроти Министерството за образование и наука. Како што сте сведоци и самите, веќе отпочнавме со местење на шаторите за кампување, правиме целосна подготовка за кампувањето. Овдека сме присутни 24 часа за да им дадеме до знање на надлежните институции дека не можат толку лесно да се откажат од таа најавена средба која што треба да се одржи. Ги повикуваме сите средношколци, родители, професори, наставници, студенти и сите граѓани да дојдат во што поголем број овде преку денот, да ни изразат поддршка и секој кој што може и колку може нека ни донира било какви средства, како например вода, некоја цврста храна или било што друго кое што ќе не биде потребно во текот на кампувањето. Со прашање дали го прекинавте бојкотот? Бојкотот во училиштата продолжува и оваа недела, ова е веќе четврта недела. Се уште ќе трае, бојкотот ќе трае се додека не бидеме слушнати од страна на надлежните институции. Што се случува сега во средните училишта? Каде се децата? Тука доаѓаат или Значи, децата се во своите смени во училиштата на бојкот на наставата, значи како што реков, бојкотот продолжува. Кој сака е овде во паркот на новинари во кампот на средношколскиот пленум, кој е секој во својата смена е во училиште и бојкотот продолжува, како што реков. Дали евентуално денес ќе се најавувате во министерство, ќе преземате некој за да контакт остварите, што ќе правите на тој план? Па ние повеќе од 10 дена пробуваме да стапиме во контакт. Не бевме слушнати, ќе пробаме веќе да е 2 месеци веќе пробуваме да повеќе од 10 дена вртиме, значи нон-стоп и никој не ја крева слушалката во министерството. Ќе продолжиме со тоа. Ќе се најавуваме секој ден дека сакаме да оствариме средба на надлежните да не примат на средба. Минатата недела една ваша колешка рече дека можно е да се прекине бојкотот бидејќи не сакаат да губат од наставата, а исто така е проблем за матурантите кои што може би да се случи да мора да полагаат училишен испит на место матурски, а матурата да чекат една година, што значи дека практично би ја повторувале годината. Па од тоа сега за сега нема ништо, како што реков, четврта недела од бојкотот продолжува се додека ние не оствариме средба со министерот за образование и наука. Кога ќе се случува таа средба, бојкотот ќе биде ставен во мирување, а како што најавивме на почетокот од почнувањето на бојкотот на наставата, со бојкотот продолжуваме се додека нашите барања не бидат исполнети.